Со неколку куршуми беше убиен 25-годишен турски студент. Синоќа среде приполно кафуле во Штип. На безбедносните камери од кафулето може да се види убиството. Налик акционан филм се гледа како напаѓачот, турски државјанин кој бил дојден како турист во Македонија, влегува во преполното кафуле, го вади пиштолот и испукува неколку куршуми кон жртвата и веднаш се заминува. Гостите во паника почнуваат да стануваат од масите и да бегаат кон излезот, а дел се обидуваат да му пружат прва помош на младиот човек во кој беше пукано. Тој веднаш бил пренесен во Штипската болница, но таму им подлегнал на повредите. Убиецот бега од местото на настанот и со автомобил се обидува да го напушти Штип. Полицијата го лоцирана на платната рампа Миладиновци, заедно со уште неколку турски државјани, кои се обидуваат да му помогнат да избега. Но автомобилот не застанува и ја крши на платната рампа за да помине, а убиецот, кој се превезувал со БМВ-то, почнал пешки да бега преку полето. Водоц на полицијата успеа да го уапси, заедно со оние кои му помагале да избега. 22 часот и 15 минути на наплатната рампа Миладиновци во заедничка акција на СВР Штип, СВР Скопје и сообраќајната полиција било запрено патничко возило БМВ со штипски регистарски ознаки, во кое биле АХ, ТМ, ОМ и АО, при што АХ се дал во бегство, а другите лица биле лишени од слобода. Набргу по превземени мерки, тој и сторителот КК биле пронајдени и лишени од слобода. Од обвинителството соопштија дека лицето кое пукаше уапсено, а пронајдено и оружјето. И во текот на денешниот ден јавниот обвинител постапува. Од лице место подигнати се чаури и други траги кои ќе бидат предмет на вештачење, а телото на починатиот е дадено на обдукција. Обезбедени се и прегледани снимки од видеонадзор. Се преземат и други действија за обезбедување докази, а увидните действија на локацијата ќе продолжат и денеска, соопштија од обвинителството. Од СДСМ вела дека Македонија наликува на дивиот запад, а убиствата станаа секојдневие. Бараат одговорност од министерот за внатрешни работи. Вчерашното убиство во Штип, во кафе-бар, е само последно во низата убиства што се случија изминатава година и тоа се случи јавно пред сведоци. Ова е доказ дека министерот за внатрешни работи Тошковски ја губи контролата врз безбедноста во државата. Тошковски не само што нема капацитет да се справи со криминалот и да ја гарантира безбедноста на граѓаните, туку и дозволува негово слободно ширење на улиците, па дури во полициски станици. Од ВМРО ДПМН пак возвратија дека токму Оливер Спасовски како министер за внатрешни и СДСМ на власт ја направиле Македонија како Колумбија на Балканот. Борбата против криминалот е долга и макутрпна, но сега, за разлика од порано, кога криминалците беа заштитени од власта на СДС, тие се изведуваат пред лицето на правдата. Со преземањето на одговорноста, ВМРО ДПМН да ја води владата, се гледаат и првите резултати од борбата против криминалот и корупцијата. Се водат истраги за разни криминални действија, се расчистуваат случаи, се апсат луѓе кои се огрешле пред законите, како и лица кои во време на СДС беа недопирливи, велат од владеачката партија. Убиецот имал 21 година и бил дојден во Македонија како турист. 25-годишниот државјанин на Турција кој беше убиен, студирал во земјава, но дозволата за престој му била истечена. Двајца од приведените кои му помагале во бегството имале регулиран престој како студенти, а на другите двајца престојот не им бил обновен. Тамара Дичевска, Сител телевизија.